Струмичката гимназија заедно со школи од Португалија, Романија и Италија и две интернационални компании работат на проект преку програмата Erasmus Plus за создавање нови иновативни методи за учење од далечина. Тимовите составени од професори и ученици истражуваат хибриден модел кој би се применил доколку повторно има потреба за онлайн настава. Велат дека од контактите со колегите од странство дошле до заклучок дека секаде се јавиле проблеми во текот на онлайн наставата. Имаме интелектуални трудови кои што ги изработуваме. Значи, наставниците треба да најдат нови методи кои што би биле интересни. Еве, на пример, во Португалија кога бевме, учениците работеа на проект од теми од природните науки. И значи тие беа оставени да истражуваат, да ги изработуваат проектите и потоа се работеа презентации. Со тоа што неколку ученици беа во собата, така да кажем, нели, во училница, а друго дете беше онлайн, значи тоа беше поврзано со нив преку лаптоп. И сега да видиме како се одива соработката на тие што се физички и тие што се онлайн присутни, нели, на страна. Какви се резултатите? Се оценува работата на учениците кои што се тука и ученикот кој што е онлайн. Значи, на вистина тој треба да биде активен, да праќа вистински материјали, за да тие работат како тим. И после се оценуваат нивните проекти, значи група на наставници ги оценува нивните проекти и се оценува работата на групата и работата на ученикот кој што бил онлайн. Така што тие се во вид на надпревари ги правиме и на крајот имаме победник на тимовите. Освен ова, за време на престојот во Струмица, учениците пробале и дебата во хибридна форма, во училница и надвор од неа. Во Романија се изработуваа когнитивни мапи, така наречени когнитивни мапи, баш како цел на проектот. За Романија беа други две колешки, а еве овде можам да кажам што се случуваше. Овде главната тема беше дебати. Значи, преку дебатирање да се зголемат способностите на учениците, но исто така тоа беше како измисливме практично нов вид на дебатирање, каде што учениците седат, да кажеме, во училница, нели, и немаат пристап на интернет, немаат пристап на истражување на информации, освен тоа што се поврзани со некој ученик кој што е некаде онлайн и тој им праќа релевантни информации. Значи, колку тие информации што им ги праќа се релевантни за дебатите. Материјалите ќе бидат достапни и од други наставници кои сакаат да ги применат новите методи. Истовремено препораките се секој училиште, дали од сопствениот кадар или од надвор, да поддржува лице кое ќе биде задолжено за техничките проблеми кои што се јавуваат кај професорите за време на онлайн наставата, но и за решавање на проблемите од дидактичка природа. Сите резултати, сознанија и заклучоци ќе бидат дел од дигитална платформа, појаснува професорката Тошева.